На локација обрасната со трева и трње без црква ниту некаков затворен објект. Во вакви услови се погребуваат тетовци на новите православни гробишта кај Тетовско фалише. И по 10 години откако тука започна да се погребуваат граѓаните, местото не е уредено, а се уште не е изградена и капелата лоцирана кај старите градски гробишта, чии градежни активности запреа минатата година. Православното население бара градските власти кои раководат со гробиштата конечно да создадат достојни услови за погребување. Град Тетово без капела, тоа е чудо нешто. Срамота е да се нема капела. Почне, а не доврши, а треба да се доврши. Треба да има капела. Па и овде треба да и прошира, да не ида тамо да се погребува луѓите. Овде имаше место да дојде да се прошира. Секако дека е потребен, секој град е потребна капела. Не би требало да има тука размислување. За сите инфраструктури на македонците од Тетово им се потребни, тешко се реализира. Тоа е јасно више. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи вели дека во текот на овој месец, кога веќе завршува нејзиниот мандат, капелата ќе се изгради, а ќе се започне и соредување на новите православни гробишта. Ние според планот нашите планови се до крај на месецов да се завршат комплетно градежните работи, тоа да биде во употреба на институциите. Исто така, значи, во текот на овој месеци да се дренира земјата, земјиштето кај гробиштата во фалиште. Овие се две работи кои се во процеси кои ние планираме до крај на месецот да бидат готови. Локацијата на православните гробишта кај Тетовско фалише беше избрана пред 10 години откако кај старите градски гробишта недостасуваа слободни места за погребување. Според проектот, новото вечно почивалиште има површина за нови 2600 гробни места, а досега таму се погребани 100 лица. Бардулј Даути, кандидатот на Демократската партија на албанците за градоначалник на Тетово, се откажа од пратеничката функција. Тетовскиот огранок на седница на собрание одлучи за градоначалник на Тетово да го кандидира Бардулј Даути. Тој, како што рече, се откажал од пратеничката функција за да се трка за прв човек на општина Тетово. Зашто се кандидирав за ова позиција? Причината е да се врати надежта кај граѓаните на општина Тетово. Граѓаните на општина Тетово да имаат подобар живот и да ги уживаат услугите што општината може да им даде на нив. Даути предходно беше советник во Советот на општина Тетово, од чија функција се откажа, откако беше избран за пратеник на последните парламентарни избори. Сега се откажува и од пратеничката функција со цел да стане прв човек на Тетово. Досега официјално и пратеникот од ВМРО ДПМН Горан Манојловски го потврди учеството во трката за градоначалник на Тетово. Неофицијално председателот на БЕСА Билјал Касами ќе се трка за прв човек на општина Тетово. Од партијата на ДУИ се уште не одлучиле кого ќе предложат за градоначалник на Тетово, но актуелната градоначалничка во повеќе наврати рече дека таа најверојатно ќе се трка за втор мандат. Од Алијанса за албанците и од СДСМ засега не откриваат никакви детали околу нивните предлози за градоначалници на Тетово. Невзат Бејта, актуелен градоначалник на Гостивар од редовите на ДУИ, кој на локалните избори 2017 ќе бара нов мандат од граѓаните, синоќа во седиштето на партијата во Гостивар ја представи предлог изборната програма за утрешен Гостивар. Од многуте проекти во предлог изборната програма презентираме неколку: изградба на плоштадот на градот, изградба на четвртиот мост на реката Вардар, одредување локации за отворање на слободни економски, индустријски, незагадувачки зони, организирање јавен транспорт, поставување систем за енергетска ефикасност во комплекс од средни училишта, изградба на подземни контејнери, отворање на музеј на градот и уметничка галерија, комплетирање на трибините на градскиот стадион и други. Исто така ќе се залагам за измена на законот за управување со отпад, со што конечно ќе го решиме проблемот со депонијата Русино и ќе изградиме капацитет за рециклирање на отпадот.
Шефот на изборниот штаб Башким Хасани во своето обраќање се осврна на реализираните проекти во досегашниот мандат. Од 2013 година реализираме над 600 проекти во разни области, во образование 244, улици и тротоари 129, спорт и млади 43, култура 21, изградба на канализации 35, јавно осветлување 28 и други. Со гордост може да кажеме дека победничката програма од 2013 ја имаме надминато и таа е гаранција дека тоа што го ветуваме го реализираме. Бејта ги повика граѓаните на Гостивар да доставуваат своји предлози за проекти кои би се вметнале во конечната верзија на неговата изборна програма. Движењето Беса синоќа пред членството и јавноста официјално го представи Асаф Адеми како свој кандидат за градоначалник на општина Гостивар на локалните избори 2017. Настанот воедно го означи и отворањето на изборниот штаб на партијата. Во своето обраќање Адеми нагласи дека ќе водат позитивна кампања, без навреди кон противниците и дека нема да се занимаваат со другите политички партии. Тој пред членството и симпатизерите во седиштето на партијата во Гостивар зборуваше за приоритетите во нивната изборна програма. Ќе се фокусираме на отворање на нови работни места, на подобрување на условите во училиштата кои се во катастрофална состојба, на инвестиции во инфраструктурата, а планираме и отворање на голем современ спортско-рекреативен центар. Предвидуваме изградба на пречистителна станица за фекални води и гасификација на Гостивар, зашто веќе сме имале контакти со одредена компанија. Носителот на листата за советници од Беса, Арафат Шабани, ги представи имињата кои ќе се најдат на листата за членови на Советот на општината. Ние ќе се фокусираме на развојот на Гостивар, но прво треба да го ослободиме Гостивар па да го развиваме. Тоа никој друг не може тоа да го направи за нас, туку мора да го направиме самите ние. Своје обраќање синоќа на средбата има и шефот на изборниот штаб на Беса Имерли Асани и пратеникот Фадил Зендели. Денес имавме претежно сончево и топло време. Дуваше слаб до умерен јужен ветер. Утринската температура се движеше од 9 до 15 степени, а дневната од 28 до 32 степени. УВ индексот изнесуваше 7. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде слично на денешното, сончево и топло. Утринската температура ќе се движи од 8 до 17 степени, а дневната од 28 до 33 степени. УВ индексот ќе изнесува 7.